Последните деца кои се забавуваа во некогашниот Луна парк во градскиот парк веќе станаа возрасни лица. Ќе имаат ли шанса барем нивните деца да се радуваат во одамна најавениот нов забавен парк, оти стариот е срушен? Повеќе од една деценија се затвори стариот парк и неколку градски градоначалници на Скопјани им најавуваа нов, кој ќе бил најдобар забавен парк на Балканот. Но сега веќе и нема некои посериозни најави. За големи пари одамна се купени и дел од потребните реквизити за новиот парк, но засега скапуваат во некој магацин. Беше ветено и дека ќе се постават панорамско тркало, ролер костер, пиратски брод, рингишпили и многу други забавни катчиња. И родителите и децата чекаат реализација на скапо платениот план, воедно со тага констатирајќи дека барем стариот Луна парк да не го срушија. Што се случува во скопските јавни предпријатија? По финансиските проблеми во ЈСП и во комунална хигиена и вработените од ЈП Паркови и Зеленило заедно со колегите од фирмите ќерки Флораком и Луна со денови го блокираат сообраќајот во Скопје. Тие си ја бараат августовската плата. Председателот на синдикатот Стојан Чекашиковски истакна дека иако од град Скопје биле префрлени околу 23 милиони денари, сепак не достигаат уште околу 25 милиони денари само за платите во Паркови и Зеленило, а дополнително се потребни средства и за Флораком и Луна. Тој нагласи дека предпријатието е во тешка финансиска криза и не може да ги извршува своите основни функции. Општина Аеродром започна голема есенска акција за бесплатно собирање кабаст отпад на целата територија на општината, што ќе трае до средината на ноември. Во соработка со јавното предпријатие за комунални дејности на општина Аеродром, на повеќе локации ќе бидат поставени големи контејнери во кои граѓаните ќе можат да го оставаат својот стар и дотраен мебел. Од денеска стапи на сила зимското работење на зонско паркирање во јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Според новите правила, работното време во зоните А, Б и Ц ќе биде од понеделник до петок, од 7 до 21 часот. Во сабота, од 7 до 14 часот. Во зоната Д работното време останува исто, од понеделник до сабота, од 7 до 23 часот. Повторно воведување на директна линија помеѓу Скопје и Доха побарал директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Драги Стојановски на средбата со делегација на катарските воздухопловни власти. Оваа линија за Македонија е од големо значење од аспект на развој на економијата, трговијата, туризмот, како и олеснување за македонските патници, кои Доха би ја користеле како конектирачка точка за нивните патувања до останатите држави на Блискиот Исток и летови до Азија, Австралија и Нов Зеланд. Соопштија од Македонската агенција. Пешак бил прегазен во Волково од автомобил управуван од повозрасен возач. 73 годишен скопјанец удрил во 55 годишен пешак кој се здобил со тешки телесни повреди. Повредениот бил префрлен на лекување во клиничкиот центар Мајка Тереза, а полицијата работи на расчистување на случајот. Полициски службеници синоќ уапсиле 36 годишен државјанин на Косово под сомнеж за кражба на електрична енергија и нелегален престој во Македонија. Случајот бил откриен по пријава од Ева на Македонија. При службениот разговор било утврдено дека неговиот престој во државата не е регулиран и истекол уште на 15 септември. Против него е поднесена кривична пријава по брза постапка од основното јавно обвинителство во Скопје. Обвинителството отвори истрага против тројца турски државјани за кои постојат сомненија за изнуда. Имено, тројца осомничени со сериозна закана по живот присилиле еден оштетен исто така државјанин на Република Турција да им исплати 40.000 евра. Оштетениот на 6 септември дошол во државава со намера да отвори фирма за градежништво и IT, а првоосомничениот кој според досегашните сознанија се наоѓа во Дубај, го контактирал телефонски, му се заканувал и му барал различни суми во износ до 70.000 евра. Му испраќал и пораки со заканувачка содржина дека ќе го најде и во Македонија и ќе го убие доколку не продолжи да му плаќа рекет.
На 28 септември во земјава пристигнале другите двајца осомничени, од кои едниот внук на првоосомничениот, и веднаш го контактирале оштетениот со намера да ги земат парите. Се договориле да се сретнат со жртвата во еден трговски центар, па кога тој им го предал ковертот во кој се наоѓале обележани парични средства, веднаш биле лишени од слобода. За осомничените бил определен притвор. Во Националната опера и балет вечерва концерт ќе одржи Националниот џез оркестар и американскиот гитарист Курт Розенвинкел. Диригент на концертот ќе биде маестро Владимир Николов. Розенвинкел е еден од највлијателните современи џез гитаристи, познат по својот препознатлив музички јазик, техничка виртуозност и длабока емотивна изразност. Концертот со Националниот џез оркестар представува негов прв настап во Скопје.